Репрезентацијата на Шпанија ќе го има следниот пријателски надпревар против репрезентацијата на Венецуела. Недобрите во светот во машка конкуренција си имаат свои следбеници во женска конкуренција. Репрезентативките на Шпанија, како и сите репрезентации кои учествуваат во квалификациите за европското првенство во Шведска, си го имаа на распоред колото за бодови, а оние кои нема надпреварувачки карактер си ги имаа своите пријателски надпревари. Шпанија играше со Австрија. Шпанија, која чекор по чекор оди нагоре за својот фудбалски квалитет, докаже и на овој надпревар против австријките од 0:1 по првото полувреме со пресврт, во второто и победа од 4:1. Додека сите се надпреварува вака или така, македонската женска репрезентација спие се уште во зимски сон. Поразите и дното кој го достигнавме во изминативе надпревари, пред се поради наетот на селекторот да не ги повикува недобрите, оние кои му ги донесоа квалификациите и поради тоа што беше избркан од македонскиот шампион токму пред Лигата на шампионите, само ја извадија на површина познатата македонска приказна за синдромот на нашиот човек. Резултатите се знаат. За разлика од шпанките, кои секој надпревар созреваат се повеќе и повеќе како и стонатите репрезентации во Европа, нас не прават ренде кој ќе стигне. Ако македонскиот шампион ја победи најсилната екипа во Грција, која цела деценија е шампион, поради наетот на селекторот, ние одвај можеме да им се приближиме сега. А не дека не можеме, напротив. Затоа она за кое се борат сите во Европа, позитивен резултат, успех и медиумска покриеност со преноси и известувања, кај нас женскиот фудбал бега од медиумската покриеност и информираност, за да можат полесно да ги потрошат парите без некој потоа да бара отчет. Подалеку од очите на јавноста, помирно столче и пари во џебот на селекторот и неговите помошници. Така фудбал не се прави. Затоа ќе имаме само индивидуални активности како Витанова во Леванте, Арсова Сонеја на проба, Гентијана Рочи на проба во Барселона, сестрите Андонови во Германија и вице шампионот на Европа. А замислете, во репрезентација некој за инајот надвор, а некој за 50 евра внатре. Како и да е, катастрофата кај нас продолжува додека Европа и во женски фудбал граби со големи чекори напред. Следно од нас е да направат за срамота со десетка со Кромит и во Русија, додека Шведска останува во игра за Шпанија, Австрија, Италија, па и Босна и Грција, кои реално се далеку зад нас, но со фудбалерки кои се надвор од репрезентацијата.